Завршија изборите за председател на САД. Во тесна трка помеѓу Доналд Трамп и Хилари Клинтон, Трамп стана 45-тиот председател на САД. Според последните анкети направени во Америка, Хилари Клинтон имаше мала предност, но со гласовите во Флорида, Северна Каролина и Охајо, Трамп успеа да го обезбеди председателското место. Аналитичарите сметаат дека ова се демократски избори и граѓаните на САД го направиле својот избор, но оваа одлука нема да има големо влијание во нашата политика и состојбата на земјата. Не верувам дека тоа во некои размери ќе влијае во односот на Америка кон Македонија. Односот и на републиканците и на демократите кон Македонија бил пријателски. Македонија за нивната външна политика е дефинирана како пријателска држава. А секако дека нијансите дали вниманието ќе биде поголемо или помало, зависат некогаш и од краткорочните политики. Но во секој случај не може тоа многу да влие и нема да влие врз нивната надворешна политика. А ова е малце по-специфичен републиканец кој не е дел од тие азартни партиски структури. Бизнисмен е по локација, така да сигурно нешто ново ќе воведе во тие бар по најавите кои имаше во предизборната кампања. Како тоа ќе се развива, тоа сигурно ни во Америка не го знаат, така да не можеме ни ние многу во детали да влеземе, но пак би велам, некои стандардни позиции на американската надворешна политика не верувам да се сменат, но од председател до председател има и нијанси каде повеќе ќе обрнат внимание, но мислам дека овој председател повише ќе се бави со економски прашања и тоа беше дел и можеби најглавниот дел на неговата предизборна кампања. Политичарите во Македонија го почитуваат изборот на Трамп и изјавуваат дека нашиот однос со Америка нема да биде променет. Македонија е независна држава и нашата соработка со САД ќе продолжи, без разлика од тоа кој ќе ја води државата. Првична реакција е дека сепак демократијата победи и целиот процес кој што претпоставуваме беше најтелевизиски пренесуван од сите претходни процеси и со најголем интерес во целиот свет, но мора да се почитува секој глас, мора да се почитуваат потребите на граѓаните, мора да се почитува сето тоа што им треба на народот и на граѓаните и да се почитува демократијата и волјата на мнозинството. Убеден сум дека надворешната политика на најсилната демократија во светот нема да се промени наспроти Балканот, наспроти Западниот Балкан и секако не наспроти Македонија. Македонија и Соединетите Американски држави се партнери кои што се повеќе децении партнери, значи соработуваме, имаме комуникација, сојузници сме, имаме взаемна поддршка за евроатлантските интеграции на Република Македонија, така што по завршувањето на американските избори, кои што беа и за председател, но исто така и за третина од Сенатот, и за целиот Конгрес, како и завршувањето на изборите во Македонија на 11 декември, по формирањето на владата на ВМРО ДПМН, ќе пристапиме во она што се нарекува одржување, развивање и продлабочување на односите помеѓу двете држави, двата народи и двете влади. Ова беа едни од најинтересните и најнепредвидливи избори во Соединетите Американски држави. Како жена не можам да кажам дека не жалам што една од најмоќните држави во светот не ја доби првата жена председател, но американските избори покажаа две важни работи. А тоа е дека дури и големата медиумска поддршка на одредени кандидати и одредена политичка партија не е доволна кога граѓаните бараат промени. И јас сум убедена дека таа порака ќе испратат македонските граѓани и на 11 декември. Сите предвидуваа победа на Клинтон. Медиумската поддршка која што ја уживаше од многу причини беше навистина голема, меѓутоа граѓаните сакаа промени. Граѓаните на Република Македонија ќе испратат истата порака. Но што мислат граѓаните во Тетово за изборот на Трамп за председател на САД? Кои се неговите политички ставови за Балканот и како ќе влијае овој избор на нашата држава? Добар е тој председателот, избран, сакаа свите. И ќе биде подобро. Тоа можам да речам, ништо друго. Трамп ќе подобри ситуацијата на Балканот и ќе биде многу подобар за Америка него ли Хилари Клинтон. За да има мир во светот, ако победил тој, неговите изјави не беа како што треба,
Меѓутоа, дај Боже, Господ да му даде мало поинаков ум него што има. Доналд Трамп официјално ќе влезе во Белата куќа во јануари 2017, кога се очекува да ја започне неговата функција како претседател на САД.